Добро, не сум зборувал за ова долго време. Ова ми се случи кога имав 10 или 11 години. Татко ми ни купи Скуби-Ду VHS снимка од епизода на која не можам целосно да се сетам. Се што можам да се сетам дека се работи за дух на мало девојче кое прогонува цел град. Нашите родители не излегуваа многу, бидејќи брат ми боледува од астма и тие беа многу заштитнички кон него, но една вечер ја направија оваа важна забава и решија да викнат бебиситерка. Се сеќавам дека се вознемирив и им кажав дека сум доволно возрасен да се грижам за брат ми, но тие не ме послушаа. Но ставија со оваа пегаво 15-годишна соседка наречена Аманда или нешто слично. Пред да замине, тато ни ја даде касетата, што он возбуди прилично, бидејќи тоа ќе биде прв пат тато да ни дозволи да користиме VHS плеер. Откако си заминаа, сите забележавме дека лентата е некако чудна. Уметноста на корицата изгледаше некако рачно изработена. Скуби изгледаше навистина преплашено, а девојката дух беше навистина морничава. Се сеќавам дека Аманда го нарече татко ми чудак затоа што ни купи такво нешто, но предпоставувам дека само ја зеде првата лента што ја виде. Се сеќавам и дека Аманда не сакаше да ја пушти лентата, но откако јас и брат ми инсистиравме скоро 1 час, конечно седнавме пред телевизорот да ја гледаме работата. Самата епизода беше некако досадна, речиси немаше шеги и не беше толку страшно, но се сеќавам дека бев изненаден што духот од корицата воопшто не личеше на оној на видеото. Навистина не се сеќавам на заплетот на епизодата, предпоставувам дека беше речиси вообичаено и Аманда повторуваше глупаво шоуче на секои 5 минути. Приблиску до крајот, кога го добија духот и сакаа да ја разоткријат, се случи нешто чудно. Целата банда на Скуби-Ду престана да зборува и погледна во камерата со навистина тажен и сериозен поглед на лицата. Тие молчејки се загледаа во нас долго време, дури и музиката во позадина престана. Единствената личност која не гледаше во нас беше девојката дух, но таа наеднаш ја крена главата и изјапа во камерата со нејзините страшни очи широко отворени. После тоа ненадејно дојдоа последните кредити. Сите зјапавме во телевизорот без да кажеме збор додека лентата конечно не престана. Бевме шокирани. Брат ми погледна и рече нешто како: "Срање, не ми се верува дека Шаги умре. Ова е толку заебано." Двајцата збунети го погледнавме, а Аманда праша зашто зборува. Тој инсистираше на тоа дека е глупаво да се убие лик, а потоа да се врати во живот во следната епизода. Таа стана навистина нервозна и му кажа дека Шаги не е убиен, дека девојката дух исчезнала веднаш откако ја фатиле и епизодата завршила со целата банда исплашена до смрт. Ништо немаше никаква смисла, не можев да разберам нешто. Кога им кажав што видов, Аманда се откачи. Таа рече најмалку 10 пати дека не е смешно и ја напушти нашата куќа, налутена и, предпоставувам, исплашена до коски како ние. Откако разговаравме најмалку половина час, решивме да ја ставиме лентата и да ја погледнеме повторно. Ги вклучивме сите светла и турнавме наназад. Работата е што кога стигнавме до делот кога ќе ја добијат девојката, епизодата наеднаш завршува. Ништо не се случува. Ја добиваат девојката и нема ни демаскирање, ни убивање, ни зјапање. Тоа само завршува таму. Ја запревме лентата и истрчавме во нашата соба. Брат ми имаше напад на астма, а јас останав покрај неговиот кревет плачејки и молејки се да не умре. На крајот заспавме. Следното утро, брат ми почна да се однесува како ништо да не се случило. Откако инсистираше околу 2 дена, ми рече дека никогаш повеќе не сака да зборува за тоа и тоа беше тоа. Проклето, мислам дека всушност никогаш никому не сум кажал за ова. Убаво е чувството да се сподели.